Пермакултурата е навистина широк поим, но накусо е метод на одгледување храна кој што се стреми да ги задржи сите еколошки принципи на одгледување храна. Значи овде ги земаме предвид во пермакултурата сите оние негативни или позитивни влијанија кои што одгледувањето на таа храна ќе ги даде на животната средина. Почнувајќи од посадувањето, она што претходно го спомнавме со поставувањето најлон или картон и слама, кој метод би го одбрале, па се до моментот кога храната доаѓа до купувачот, како таа храна била транспортирана до тоа место. Произведените производи од оваа нива ќе бидат продавани претежно во продавницата на кооперативата на потрошувачи на органска храна Добра земја во Скопје. Тоа е една од целите на пермакултурата, да постигнеме градина, ниво на градина во која што не е толку потребен човекот како фактор, туку таа сама се грижи за себе, растенијата сами си ги разменуваат материите, си помагаат меѓусебно, целиот систем е на некој начин имитација на природа. Со градината почнавме минатата година, но минатата година мислевме дека треба да работиме органско земјоделие. Годинава свативме дека она што сакаме да го направиме е всушност пермакултурна градина, која што исто така ќе служи како едукативно место, не само за производство храна, туку и место на кое што младите ќе можат да дојдат, ем да работат, ем да научат нешто. Значи почнавме минатата година, ова ни е веќе втора година и планираме да го продолжиме проектот и да ја прошириме.